Еве во уште едно издание на емисијата Успешни. Почитувани гледачи, овој пат донесуваме една поинаква приказна. Приказна од Непал за планинарката, гинисовата рекордерка Чурим Долма Шерпа. Таа заедно со својот пријател Антонио во следните минути ги раскажуваат нивните успешни приказни. Гледајте не. Прелета 5000 километри од Непал до Македонија, за лично да го раскаже патешествието кое ја запиша во Гинисовата книга на рекорди. 31 годишната Чурим Долма Шерпа за само една недела, два пати од две различни страни, го освои на високиот врв во светот Монт Еверест. Измешани емоции, адреналин, самодоверба, жал, беспомошност, екстремно ниски температури, а една исполнета цел, ѓурната буата и му покажа на светот за моќта и способноста на жената да се носи рамо до рамо со спротивниот пол. Мотивацијата и инспирацијата за овој подвиг ги пронашла во Пасанг Ламу Шерпа, првата жена од Непал која го искачила Еверест, но починела несимнувањето. Тогаш петоделенката Чурим решила да зацрта некои од плановите за незината иднина, да постигне виден резултат за женскиот непалски алпинизам и планинарство. Во 2010 година таа се вклучува во сериозни подготовки за Еверест под водство на Непалската планинарска асоциација и во тој период таа се подготвува на различни полиња за незиниот план. Во 2012 година на 12 мај таа за првпат успева да стапне на Еверест, а само 7 дена подоцна на 19 мај таа го повторува нејзиниот подвиг со што станува првиот човек кој го има искачено Еверест два пати за толку кратко време. Историски гледано на Хималаите и конкретно на Еверест биле поставувани многу рекорди, но ниеден го нема предизвикано овој сериозен подвиг. Рекордот на Чурим беше прогласен од страна на Гинисовата книга на рекорди една година подоцна во 2013-та. Успехот на Чурим веднаш се расширува по светските медиуми. Таа свесна зона што го постигнала, но скромна по природа, раскажува за своето патување. Чурим, веќе неколку дена сте во Македонија. Дали прв пат доаѓате овде и која е причината за вашата посета? I came to here. Antonia invited me. Then I came here. In Nepal, I have a company, trekking company. Then I came to here promote to tourism for Nepal and some visiting. Добро вечер, вела ми за Антонио. Како се случи да се запознаете со Чурим? Со Чурим се знаеме повеќе години. Првите контакти ги остваривме по форуми за планинарски спортови. Значи преку интернет. Потоа влеговме во наредна фаза некоја. Се запознавме се повеќе и повеќе. Знаев за нејзините успеси на Еверест, за Гинисовиот рекорд. Не може нели тоа да се скрие, колку и она да е скромна и да не го искажува тоа. И по година-две со еден исто сега партнер во агенцијата, американец, исто планинар, успеавме да разубедиме бидејќи работеше како планинарски водич во друга агенција. Значи успеавме да разубедиме и да натераме да отвори своја агенција во Непал, бидејќи верувавме во неа и имавме самодоверба и доста сигурни бевме дека ќе направиме нешто и ќе успееме. Значи така се разви тоа пријателство. Се беше на пријателска база, значи немаше ништо помалку или повеќе од тоа. И се случи тоа лани, се отвори агенцијата, почна да работи, значи како се одвиваат работите, задоволни сме за сега, со трекинг тури, со експедициите малку е потешко, нели, последните 2 години во Непал се случија многу неубави работи. 2014-та лавината на Еверест, која однесе 13 животи, 2015-та земјотресот исто на планината на Еверест конкретно, предизвика лавина каде што 19 луѓе загинаа и решија врвовите на Хималаи да бидат затворени за качување, но очекуваме во иднина подобрување на сите тие случувања, значи да тргне веќе во нагорна линија да има качување.
Заедно со вашите пријатели и планинари веќе ја посетивте Попова шапка. Како ви се допаѓа и како ви се допаѓа македонската природа воопшто? I like Macedonia. Here is all peoples are good, and here is a small mountain also, so I like. За само неколку дена два пати го освоивте Монт Еверест. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Како се случи? Сигурно е екстремно опасно да се справувате со ладното и болката. Сигурно ова искуство ќе го паметите целиот ваш живот. I climbed 2011, first May 12 first time and second time May 19. And first I have to prepare for myself good equipment for dangly and down jacket and headlight and good gloves and good socks and Corvex boot and crampon, all things. Then I prepare my training and technical and psychology, and that time I have a good physical and other things. My planning is very good and I have a good itinerary and my timing is very good that time. Other things, my friends also good, so that time I can successful. Што беше мотивот за повторно искачување на Монт Еверест? This is my dream also. In world, nobody peoples in 2 times within a week climber. So I climbed 2 times within a week. That is very good for me. And then I got some Guinness certificate also. Какво е чувството од врвот? Чувствувате ли како да сте го освоиле светот? In top, I feel offer. Also, I'm very excited, and I'm in all mountains down. I'm all highest mountain. I feel like that. Then I took in the top from my family and my friends. I took the walkie-talkie, and then I give back to base camp. Нешто да дополниш, Антонија? Па, значи, кој беше мотивот за неа на врвот, нели, како секој еден планинар, сонот, доколку му е Еверест, ќе се осеќа возбудено како да стои на врвот на кровот на светот, како што го нарекуваат. Значи, кај неа мотивите беа подруги. Значи, при првото качување се симиња во базниот камп и размислува дали да тргне втор пат кон врв. Ја добива поддршката од фамилијата, од пријателите доле и од логистиката што ја има во базниот камп и се решава да оди втор пат со тоа што како главна причина и двигател на сиот тој настан да држи мотивацијата на ниво е да промовира дека жените не треба да бидат во Непал во втор ешалон. Значи треба да бидат рамноправно сметнани како и мажите и да бидат активно вклучени во промоцијата и во туризмот на Непал. Значи дека и жените го заслужуваат тоа и го имаат капацитетот исто како професионалните водичи. Повеќето таму, мислам, повеќето сите се мажи шерпаси. Постои ли страв кога се соочувате со огромни надморски височини? Како размислувате во такви моменти? Па, како размислуваме? Значи, нели, се си адреналин. Сиот тој спорт, сиот тој престој на планината е зависност адреналинска, но ете, од кога почнавме да се дружиме со Чурим, значи како партнери, качувачки партнери, значи планинари, имав доста што да научам од неа. Прво и основно како таа ја прифаќа планината, значи од нашето размислување македонско, ние што го учевме тука, и балканско, доста поразлично ја гледаат планината. Значи планината не ја гледаат како планина со цел врвот, туку самиот престој на планина и самото дружење тие неколку месеца на планината им е многу побитно од успехот према врвот. Значи освојувањето, кај нас го дефинираме покорување на врвот, они си имаат подруг термин, нели, уште дека Богот дозволил да се качиш на врвот. И никогаш не осеќаат
тага болка доколку времето не им дозволи да се искачат. Значи смиреноста исто така на планината која ја носи. Доста работи, значи научивме и од кога почнав да ги применувам и полека нејзината филозофија да прифаќам за планините, се осеќам многу посреќен. Да се навратиме на самите почетоци. Кога за вас започнува планинарењето? Па за мене приказната започнува во планинарското друштво Солунска глава од Велес пред некои си можеби 24 години, некој 6-7 годишна возраст. Додека нели планинарското друштво постоеше, беше окей, тури во Македонија, надвор од Македонија, постарите ги не учеа нас помалите. Тука на Балканот што беа врвови, значи не носеа, не учеа како да прифаќаме планината, како да се снаоѓаме и ред други работи, но последниве години ете у Велес се замре. Значи клубови планинарски нема и сме оставени самите на себе да се организираме за секакви видови тури, активности. И самото тоа по себе придонесе да размислувам да направиме уште еден обид за планинарско друштво, со надеж дека ќе успее. Верувам дека во овие 24 години планинарење, веројатно Македонија ви е доста позната. Имате ли некоја посебно омилена патека која би ја издвоиле? Па да, значи дефинитивно ќе ја издвојам и секој пат кога ја качувам ја доживувам секогаш различно. Тоа е Солунска глава, врвот Солунска глава на масивот Мокров. Зошто тој? Затоа што првите чекори ги направив во планинарскиот дом Чеплес и на таа патека, значи на Солунска глава. Како да се изразам, највеќе време поминато имам на таа планина, нели, ради близината, како растевме, така и времето ни се скратуваше за уживање во планините, обврски секакви. И ми е најблиско и финансиски најисплатливо да посетам Солунска глава. А си има, нели, своја магија таа планина, си има нешто што не влечете. Не можем да го опишам, значи нешто посебно. Како вие ги доживувате врвовите? Ви даваат ли некоја посебна награда и посебно чувство покрај личната сатисфакција? Значи, награда, покрај, точно, покрај личната сатисфакција, која е наградата која ни ја дава планината? Значи, самиот престој на планина, времето поминато во планините е безценето. Значи, промоција и за идните генерации, за здравиот живот, за убавите навики на планина, значи, животни лекции се учат по планините. Престој од времето поминато таму не може да го замени ништо друго. Како би го дефинирале планинарењето? Што за вас представува тоа? Па, планинарењето. Планинарењето за мене е една голема љубов кон планините и природните убавини. Планината е место каде што нели човек може да престојува цел живот, а никогаш да не дипломира, магистрира или докторира. Значи, во планината цел живот се учи и доколку ја почитуваш планината и таа сигурно ќе те почитува тебе. Се чувствувате ли можеби посебно среќен или привилегиран што имате едно посебно секојдневие? Па, привилегиран. Не се осеќам привилегиран, туку едноставно уживам во тоа секојдневие што го имам јас и секогаш би ми било мило и секогаш ќе го промовирам тоа. Значи, привилегија ќе имаме само кога младината ќе се уклучи во тие планинарски друштва, кога ќе видиме реки од деца на планините. Значи, ние во моментов тоа го немаме и тешко ни оди да го постигнеме. Но не губам надеж, се надевам дека ќе има и посветла иднина и ќе имаме на кого да оставиме сите тие наши искуства, знаења. Вашата љубов кон планинарењето всушност ја пронајде и љубовта на вашиот живот, односно вашата сопруга. Како се случи да се запознаете со неа? Па, со мојата сопруга се запознавме на Филипините. Исто, авантуристички дух. Значи, отидов таму со цел
да го истражам малце културата, обичаите и територијата на Филипини. Бев доста пред 10 години, мислам, доста информации добив кои кога ги сублимирав, мислев дека е убаво да го посетам тој дел од Азија. Таму ја запознав Ерика, се венчавме и по, не знам, некои си 6-7 месеци турнеа се вративме тука во Македонија и останавме тука. Кои се вашите следни планови? Кој врв е следен? Околу тоа искрено немаме некои конкретни планови. Еве чурим има веќе една идеја која треба да се реализира доколку се биде во ред, доколку се биде во ред со дозволи, со визи, со такви работи, ќе во јуни месец ќе има експедиција да се освојуваат, мислам да се качува највисокиот врв во Северна Америка. Тоа е Мекинли планината, доста сурова планина, а додека јас и третиот ортак партнер што е во агенцијата имаме планови да се насочиме кон развојот на агенцијата. Значи да не правиме трошкови бидејќи спонзори ние многу немаме за нашето име, за нашиот грб и сега конкретно година-две би се посветиле на развивање на агенцијата и качување на едно повисоко ниво. Кои се вашите планови за во иднина Чурим и кои врвови се преостанати за освојување? Okay, in future I have to run my company in Nepal, and in June I have to go USA for climbing Mount Denali. Then I come back to Nepal. Then again I have to management and my clients, mountain or trekking, I think. Која е вашата порака до сите оние кои што никогаш не се искачиле на планина и не го запознале магичниот свет на планините? I want to say here is all people's mountaineer and good climber and international mountain guide also here. So I don't want to say more because myself I prefer like this good technique and technical and training and planning and time and itinerary and good equipment we need, then we can successful. Океј, нешто да дополните, Антонио, за крај за пораката до оние кои никогаш не се качиле на планина. Зошто треба да го направат тоа? Па зошто треба да го направат? Треба да го направат од причина што планината нели ја дефинираат како извор на нашето здравје. Значи на планина не можеш да се чувствуваш под притисок, не можеш да се чувствуваш нервозен, го имаш тој душевен мир, тоа спокојство, нервозите се оставаат далеко од планините. Значи, пак ќе повторам, времето на планина е безценето. Секој што не пробал, барем да дојде да проба, не мора да се цели кон некои врвови, да самиот престој, значи движење низ шумски патеки, има доста искусни планинари во Велес и во Македонија кои можат тоа сигурно на секој што има желба да му го овозможат. И со надеж дека нели кога ќе го испратиш дома ќе размисли повторно да се врати на планината. Значи само тоа е успех за добар планинар, како да ги советува и поттикнува младите. Churim, thank you for your coming to my show. It was my pleasure to host one of the most successful women in the world. Thank you, and here is invited me, and thank you for I think For the invitation also. I'm so happy. In Macedonia is very good and good country, nice country. All peoples are friendly and very good, and food also good here. Ти благодарам и тебе, Антонио, и останува само да ви посакам успех во она што ќе го работите во иднина. Здравје, да, ви благодарим и вас на поканата. Еве да не кажуваме пред време, нели, со поточни информации, ќе имаме шанса повторно да видиме Чурим во Македонија. Драги гледачи, за 7 дена ви најавувам нова успешна приказна. Пријатно!